Еднакви позиции на двајца родители врз детето при развод и еднострано родителство да не се злоупотребува се само дел од предложените измени на Законот за семејство од страна на меѓаши. Завршувањето на бракот не значи и крај на родителството. На децата чии родители ќе се разведат не треба да им се одземе правото да бидат подеднакво присутни во животот на двата родитела. Според сегашниот законски модел, едниот родител секогаш ќе биде родител од втор ред, кој ќе има ограничено право на социјализација со своите деца, велат група граѓани која покрена иницијативата за воведување за едничко родителство по развод. Секогаш кога е тоа можно, значи под можно подразбира да се двајцата родители да сакаат, да можат, да се подобни за чување на деца и нормално да живеат во исто место или во близина. Секогаш кога е тоа можно, да се донесуваат решенија за еднакво видување на децата. Наместо за детската судбина да одлучуваат социјалните службеници, потребно е да се воведе правна рамка во која ќе бидат одредени еднакви позиции за двата родитела. Во најдобар интерес на детето е и мајката и таткото да бидат подеднакво вклучени во процесот на чување и воспитување. Вториот родител треба да биде оној кој исто така ќе има еднакво право да води грижа, да има количество на видување, да може да се грижи за здравјето на детето, да ги пребродува заедно со детето сите проблеми, љубовни, здравствени, кои ги има во текот на неговиот развој. Засегнатите родители, поддржани од меѓаши, до Министерството за труд и социјална политика поднесоа нацрт измени на Законот за семејство, со кој бараат воведување на заедничко старателство врз децата по разводот, така што двајцата родители да имаат еднакви права и обврски кон децата исто како и додека биле во брак.